Драги приятели, ве поздравувам и драго ми што можеме да ја отвараме Божјата реч и заедно да проучаваме. Денешнава тема носи наслов Христов мирис. Сите ние како луѓе забораваме. Забораваме работи, случки, предмети, па многу нешта во нашиот живот се забораваат. Она што е интересно да ние како луѓе не забораваме само она што ни се случило, туку и настаните кои што ни се случиле дали пред неколку минути, пред неколку дена или месеци. Така човекот заборава. Поминале скоро 6000 години кога последен пат човекот бил в лице со Бога и кога разговарал со Него. Како да го отклучиме сеќавањето кај човекот? Одговор на ова прашање за отклучувањето и клучот на сеќавањето се наоѓа во второ послание до Коринтијаните, 2 глава, читам од 14 до 17 стих. Но да му благодариме на Бога, кој секогаш ни дава победа во Исус Христос и на секое место преку нас го пројавува мирисот на спознание на самиот Него. Зашто ние сме му на Бога благопријатен мирис, вели апостол Павле. Мирис Христов и меѓу оние кои се спасуваат и меѓу оние кои пропаѓаат. На едните сме смртоносен мирис за смрт, а на другите животворен мирис за живот. И за ова кој е способен, прашува апостол Павле. Зашто ние не сме како мнозина што тргуваат со Божјето име, туку го проповедаме искрено, како од Бога, пред Бога, во Христос. Апостол Павле вели дека ние сме Христов мирис. Како човекот може да биде мирис? И зашто баш мирис го одбрал? Очигледно е дека во прашање некој символичен јазик. И поради тоа го поставуваме и следното прашање. Какви особини и функции има мирисот, кој секој од нас треба да го поседува како би го најавувал познавањето на Бога пред другите луѓе. Аромаколозите, луѓе кои што се занимаваат со мирисите и ги проучаваат самите мириси, велат дека центарот за памтење и центарот за мирис во нашиот мозок се многу блиску и дека се поврзани. Така да многу работи памтиме по мирис. Тогаш не памтиме само настаните или случките кои што се случуваат, туку и лицата, пределите, па дури и своите емоции поврзани со тие одредени настани. Значи, клучот за сеќавање во тој случај е исто така мирисот. Ќе ви кажам само во едно истражување кое што го гледав на интернет. Неколку мајки со нивните новороденчиња се земени да проверат дали секоја мајка ќе го препознае своето чедо. И им ги врзале очите и им ги донесувале бебињата пред нив да ги мирисаат. Верувале или не, секоја мајка го препознала своето бебе. Очигледно дека мирисот на незиното дете е посебен мирис кој мајката го памти. Така да гледате, работите ние ги памтиме. Значи, ниједна мајка не морала да гледа, али доволно било мирисот да го почувствува на своето бебе и да знае дека е тоа нејзино чедо. Кога повторно ќе го почувствуваме истиот мирис, се отклучува нашата меморија и во тој момент повторно еднакво силно ќе ги доживееме и емоциите и се она што е поврзано со тој настан кој што сме го доживеала. Се сеќавам од свое искуство, од мојот живот, кога почнав да ја читам Библијата, се собиравме на едно посебно место каде што еден посебен мирис на селска атмосфера се чувствуваше околу. И верували или не, таа селска атмосфера не се чувствува секаде подеднакво истост. Секаде е различна. И кога ќе ја почувствувам тој мирис, повторно ми се враќаат тие моменти кога сме истражували Библијата, кога сум се запознавал со Бога. Освен тоа,
аромаколозите тврдат дека колку што постојат луѓе, толку постојат и различни видови на парфеми. Односно, на секоја личност и одговара одреден парфем. И доколку имате доволно пари и им дадете доволно време за да ве запознаат, за да запознат и вашата личност, тие ќе ви направат мирис, личен, ваш мирис, кој нема да биде идентичен со ниеден друг. Кога сето ова знаење го имаме и ќе го примениме на текстот кој го читавме на почетокот во 2 Коринќаните, 2 глава, 14 до 17 стих, ќе разбереме да се биде Христов мирис, значи да се одговара на Христовата личност, на неговите особини. Ако сме ние Христов мирис, тогаш тоа значи дека ние сме клуч за човечко сеќавање за Бога. Колку и да е тоа старо, луѓето во средба со нас треба да го доживеат тој Христов мирис. Треба не само да се сетат на Божите особини, туку и да го доживеат толку јако да посакаат повторно да ја имаат таа средба со Господа. Тоа значи дека Бог низ нас јавува мирис на своето познавање. Шишето на парфем можеме од време на време да го отвараме и да го затвараме, ама тогаш Христовиот мирис нема да допре до секој човек со кој нашето шише ќе дојде во допир. А Бог преку нас треба да го шири мирисот на своето познавање на секое место. Како е тоа можно? Некој може би ќе праша. Очигледно дека Марија го знаела ова како тајна и ја знаела оваа тајна. Кога влегла во просторијата, може би никој не ја приметил. Али кога го отворила своето шишенце со парфем, очигледно некој од нив ја приметиле. Ама кога го скршила своето шишенце, како што вели во една книга од еден духовен писател, вели, мирото ја исполнило просторијата со мирис и го објавило незиниот чин на сите присутни. Тогаш кога се расширил тој мирис, никој кој што бил присутен во таа соба не можел да биде рамнодушен. Единствено ако бил некој настинат, али не верувам. Значи секој го почувствувал тој мирис. Ние мораме да паднеме на карпата на Исус Христос и да се скршиме. Меѓутоа, како ние самите повеќе да не веруваме во таа привлечна моќ на Христовиот мирис? Па многумина, нажалост, се трудат и вложуваат многу време и средства и се во украсувањето на собствените шишиња. Многу често ни се чини дека нашето шишенце е многу драгоцено и скапоцено за да би допуштиле да падне на карпата и да се скрши. Ама тоа е единствениот начин, драги мои, да Христовиот мирис, односно ние самите, станеме сосема слободни и да можеме да допреме до сите луѓе на секое место. Знаете уште што? Ако ние не паднеме на карпата, тогаш може да се случи и обратен процес. Карпата може да падне на нас. А ако карпата падне на нас, тоа значи дека ние сме изгубени, уништени за секогаш. Ако сме навистина Христов мирис и ако луѓето во допир со нас вистински го запознаат и доживеат Христа, тогаш тие мора да се определат за или против Него. Сушност со тоа, тие се определуваат или за живот или за смрт, како што вели и самиот апостол Павле во текстовите кои што ги читавме. Вели, на едните сме смртоносен мирис за смрт, а на другите животворен мирис за живот. Еден духовен писател ќе каже вака, со своето однесување кон Христа, сите ќе покажат на која страна се наоѓаат. На тој начин, секој себе си се изрекува пресуда. Така, секој човек сам си постанува одговорен за својата одлука. Меѓутоа, во 17 стих читавме дека постојат мнозина кои нечисто ја проповедаат речта Божја. Текстот ни вели,
ne veli неколкумина, туку мнозина, многу. Нечисто ја проповедаат речта Божја. Мнозинството не се Христов мирис. Не одговараат на Христовите особини. Не одговараат на Христовата личност. Не одговараат на Христовиот карактер. И тогаш се појавува проблем. Ако ние проповедаме некоја своја идеја за Христа, ако ги мешаме својот или било кој друг мирис со Христовиот мирис и тоа го представуваме како Христов мирис, тогаш луѓето нема да се определуваат според Христа, туку според идејата која ние сме им ја пласирале или ја представиле. Тоа значи дека во секој случај ќе изберат, нажалост, смрт. Било да се определат за или против така представениот Христос. А тогаш одговорноста за нивната одлука ќе биде наша. Затоа што ние сме го погрешно представиле Христа пред луѓето. Луѓето добиле погрешна идеја, погрешна слика за Господа и за Христа. Затоа, од таа страна е многу важно да се биде вистински Христов мирис, во потполност да мирисаме онака како што Христос мирисал. Не бадијала го носиме името христијани. Кога ќе кажеме дека сме христијани, ние мораме да личиме во потполност на Исуса Христа. Не мислам физиономски, туку да личиме во потполност со карактерот, со особините, со добрините, со она што Исус го правил додека бил на оваа наша планета Земја. Цената на личниот мирис е многу висока, но не верувам дека некој од нас би се согласил во замена за него да го даде својот живот, колку и да го посакува. Па сепак, за да можеме и ти и јас воопшто да станеме Христов мирис, личен мирис, Христос платил со својот собствен живот. Прашање кое ни се наметнува е следното. Кој од нас е вреден за тоа? Никој со она што ние како луѓе не можеме да го завреднеме тоа. Меѓутоа, можеме ли, размислувајќи за цената која Христос ја платил, за ние да можеме да бидеме негов личен мирис, да сметаме дека нашето шишенце е многу скапоцено и драгоцено, да би дозволиле да падне на карпата и да се скрши. Одлуката ја донесуваме ние, секој за себе. Дали ние ќе паднеме на карпата на Исуса Христа и ќе се скршиме, на нашето его, нашето јас, ќе се скрши и тогаш ќе дозволиме да Исус Христос може во потполност да живее во нас. Би сакал и ова наше размислување да го завршам со една мисла која Ганди ја кажал кога еден христијански мисионар го прашал што треба да направат христијаните за да хиндусите го прифатат Исусовиот говор на гората на блаженствата. Еве го одговорот на Ганди. Вели, помислете за тајната на ружата. Сите ја обожаваат поради нејзиниот мирис. Треба да мириса, Господа моја, биле зборовите на Ганди. Драги мои, дали ние мирисаме? Дали ние во потполност сме дозволиле да нашето шишенце се скрши, да оние наши стари мириси, изветвени, никакви, непријатни мириси, исчезнат и да во новото шишенце кое Исус ќе го направи, стави нов мирис, мирис кој ќе биде благопријатен на луѓето и како што вели апостол Павле, а на другите животворен мирис за живот. Моја искрена молба и желба пред Бога е да навистина секој од нас може да биде животворен мирис за живот, за спасение на многу други луѓе, посебно во ова наше време кое денеска живееме. Потребни се добри луѓе, луѓе кои ќе мирисаат со својот карактер, со својот живот, кои ќе го осликуваат Исуса Христа во потполност и кои ќе го представат
Isusa онака како што Исус го представил Бога додека живеел на оваа наша планета. Амин.